Поразителен е фактот дека Македонија има извонредни научници, но не се финансиски стимулирани, тврди универзитетскиот професор Рубин Голабовски од Штипскиот универзитет Гоце Делчев. €1.000.000 евра пари што државата годишно ги одвојува за универзитетите се само за плати, но не и за развој на научната мисла. За наука универзитетите воопшто не добиваат ништо. Значи добиваат заплати и тоа се сите средства што се добиваат од Министерството. Фондот за наука од Министерството се дели на некој начин за постигнати резултати преку публикувани трудови во претходната година, меѓутоа тоа значи дека може максимално некои 1000 до 2000 евра максимално научник да добие поддршка за публикуваните резултати. Сега, ако ви кажам дека во списанијата што се со плаќање, публикувањето на еден труд чини повеќе од 2000 евра, тогаш можете да замислите колкава е таа поддршка. Ова е демотивирачки за младите научници и затоа заминуваат од Македонија. Власта останува и понатаму глува на апелите и дадени решенија од Академската научна фела како тие да се задржат. И кажавме, направете центри за извонредност. Ние ја имаме инфраструктурата, ги имаме инструментите. Ние немаме деца, млади што ќе работат внатре во тие лаборатории. И кажавме, вие можете да ги направите критериуми, ако не ние, давајте 20.000 евра максимално годишно на таквите центри, може 50 за почеток да бидат, само за плати за младите научници. За ништо друго не треба. Другото сето ние ќе го овозможиме. Како да рековме, фрлајте ги парите во ветер и тие тоа спротивното го направија. Но не е се така црно, смета ректорот на УГД Дејан Мираковски. И во вакви услови, Штипскиот универзитет прави напори да ги задржи младите научници. Ако го споредиме тоа што го имаме со тоа што е излез или од научна продукција кај нас, сепак сметам дека сме сосема солидни. Нашата продукција годишно мислам дека на ниво на Македонија околу 700 труда во такви списанија во импактот кој некаде ние сме некои десетина проценти вкупно како универзитет, а бројчано сме далеку помали од таа бројка, што значи продукцијата е на солидно ниво. Токму чекорот кој што сега го правиме е начин да ги мотивираме младите студенти. Тука има награда и за магистранти кои што публикувале, награда и за докторанти кои што публикувале. Се надеваме ќе го прошириме тоа и на млади студенти. Сето ова беше кажано на денешниот ден одбележување на науката, што беше повод Универзитетот Гоце Делчев на свечена седница да награди 30 своји научници од повеќе сфери. Наградите на 9-мината и признанијата на 21 научник им ги врачи ректорот Мираковски за нивната досегашна работа и истражување.